Анастасов 01 кој што вели ме интересира дилемата со јаглехидратите и мастите. Дали постои некој кој е поштетен и зошто? Виктор, ништо во исхраната не е поштетно, ниту поздраво и денешната конфузија и хистерија кон тоа да константно притргнуваме кон етикетирање на одредени макронутриенти или микронутриенти како добри, лоши и така натаму е многу погрешна, од причина што ниту мастите, ниту јаглехидратите, ниту протеините, ниту витамини, ниту минерали не се добри или лоши. Сите се добри и се потребни и проблемите настануваат кога има недостаток или кога, мислејќи дека е нешто многу поздраво, го претеруваме со внесување. Тоа најчесто се случува кај многу луѓе денеска, тркајќи се со целта да намалат килограми, да покачат мускулна маса, да извадат сикспек и така натаму и константно бараат некои кратки патишта до одредена цел и при тоа наметнуваат мислења околу нас дека нели јаглехидратите не се во ред и треба да се скратат, мастите не се во ред, протеините се многу здрави и треба што повеќе да се внесуваат, но тоа не е така. Затоа што на нашето тело секојдневно му требаат и јаглехидрати, и масти, и протеини во доволни количини и затоа фокусот на секого од нас и од вас треба да биде балансирана исхрана. Она што е проблем, значи, кај јаглехидратите, секогаш па и кај мастите треба да гледаме извори, а не само да ги етикетираме како лоши. Затоа што ако ги земеме јаглехидратите, например, нели оние процесирани кои што ги наоѓаме денеска многу на рафтови, кај што имаме изобилие од и големи количини на шекер, тие се проблематични. Секој од нас знае дека на долг рок може да предизвикаат нарушувања во телото од покачена телесна тежина до нели преддиабетични состојби, диабет и така натаму. За разлика од нив, кај мастите исто така постојат нели некои кои што постојат неколку типови на масти. Од нив трансмастите се оние кои што нели се проблематични и не треба да се внесуваат, но тоа не значи дека, не знам, заситени или незаситени треба да ги поделиме во добри или лоши. И денеска многу често заситените масти се на тапет дека нели се нездрави и не треба да се внесуваат, но тоа не е така затоа што треба од вкупната количина на масти кои што ние ги внесуваме, одреден дел да бидат и заситени. Проблемот се јавува кај мастите кога имаме дисбаланс во заситени наспроти незаситени, бидејќи големиот внес на заситени масти подоцна создава кардиоваскуларни проблеми и затоа не треба да одиме во екстреми. Овие работи некогаш многу знаат да бидат збунувачки и конфузни, бидејќи луѓе стануваат преплашени од заситени масти и многу често бараат на етикета да им пишува нели no palm oil, no soy, no ова, no она и така натаму, но добрата исхрана не доаѓа од тоа што нема во производот, туку од тоа што има. И затоа кога ако зборуваме за како да не бидеш изманипулиран во таа игра на масти, на јаглехидрати, на протеини, секогаш врти етикетата позади на продуктот и гледај две вредности, а тоа е во 100 грама продукт да нема повеќе од 20 грама на шекер и да нема повеќе од 3 грама заситени масти во 100 калории. Значи тие се две работи кои што единствено треба да ги гледаш. Не се плашете не подлегнувајте на пропаганда денешна во маркетите и на етикетите и на медиумите, туку секогаш гледај, ако во составот нема повеќе од 20 грама шекер на 100 грама и ако нема повеќе од 3 грама заситени масти во 100 калории, тогаш си на добар пат и производот е сосема во ред. Затоа не се оптеретувај дали јаглехидрати треба да isfрлиш, дали не треба да isfрлиш. Напротив, јаглехидрати се потребни, особено оние сложени растителни влакна од исклучителна важност за нашето тело, исто така и мастите. Без ниту секој нутриент е потребен во телото и затоа не треба да бараш полош или подобар.